Косовската полиција ја затвори областа околу парламентот во Приштина, откако синоќа собраниската зграда беше погодена со 2 гранати. Портпаролот на полицијата соопшти дека експлозијата предизвикала штета, но нема извештаи за повредени. Локалните медиуми објавија дека двајца моторциклисти во движење ги испукале гранатите кон зградата на парламентот. Пред нападот, владата на Косово го ратификуваше договорот за демаркација на границата со Црна Гора. Договорот предизвика поделби и обвинувања меѓу политичките партии, а поттикна и протести. Жители на Белград запалија свеќи во чест на жртвите од операцијата Бура, една од последните големи офанзиви во хрватската војна во 90-тите години на минатиот век. На 5 август 1995 година хрватската армија успеа да стигне во градот Книн во југоисточниот дел на Хрватска. Околу 200.000 етнички срби тогаш ги напуштија своите домови. Демонстранти маршираа 10 километри до областа Нов Белград, носејќи транспаренти со пораката и србите исто така се жртви. Афганистански бегалци сместени во северозападниот пакистански град Пешевар ја повика владата да им овозможи слобода на движење преку границата. Демонстрантите маршираа до зградата на собранието на провинцијата Кибер Панктунква за да побараат властите да преземат нешто. Во јуни пакистанската влада ги заостри граничните контроли и им бара на афганистанците да имат пасоши и визи за влез во Пакистан. Околу 1 милион афганистански бегалци живеат во Пакистан. Локални лидери во Пешевар на 4 август им оддадоа почит на полицајци убиени додека биле на должност. Овој ден се одбележува како ден на полициските маченици. Политичари, представници на граѓанското општество, како и високи полициски службеници учествуваа на церемонијата. Властите велат дека 1314 полицајци се убиени во покраината од 2006 година во антитерористички и други видови операции. Провинцијата Кибер Панктунква се граничи со Афганистан.